Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Осветен новиот црковен храм Света Параскева преподобна во Кавадарци. Председателот Иванов очекува при утрешната посета. Ханда потврди дека договорот од Пржино се реализира. Винтон препорачува македонскиот модел за вработување да биде пример и за останатите држави. Денеска беше осветен новиот црковен храм Света Параскева преподобна во Кавадарци. Помеѓу бројните гости на осветувањето присутни беа и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, министерот за финансии Зоран Ставревски и министерката за култура Елизавета Канческа-Милевска. Осветен е новиот црковен храм Света Параскева преподобна во Кавадарци. Чинот на осветувањето го извршија архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Митрополитот Повардарски господин Агатангел и митрополитот Преспанско-Пелагониски господин Петар. Освен бројните граѓани на осветувањето на црквата беа присутни и министерот за финансии Зоран Ставревски, министерката за култура Елизавета Канческа-Милевска, како и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Храмовите се места каде верниците доаѓаат по својата вера, надеж и љубов. Се надевам дека овој храм на сите верници од Кавадарци и од околината ќе им донесе многу радост, многу среќа. Кавадарци покрај Свети Димитрија. Сега за заштитничка ја има и Света Петка. Од почетокот на градбата на оваа црква, градот бележи успеси, истакна градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Би сакал од моје лично име да посакам на сите граѓани на општина Кавадарци, па и на сите од Република Македонија, оваа црква да биде место каде што ќе се склучуваат многу бракови, место каде што нашите баби ќе ги гледаат своите внучиња, и сигурно дека место кое што ќе означи голем пород и изголемување на нашиот наталитет. Во изградбата на црквата покрај фирмите и граѓаните, како поголеми донатори, се јавуваат општина Кавадарци, Кожувчанка, градба Промет и Фени Индустри. На сите граѓани на Кавадарци, градоначалникот, митрополитот и ктиторите во овој храм да го пронесат својот мир и спокој за сите нас. На ктиторите им беа доделени црковни одликувања во знак на благодарност. Со внимание ја следам ситуацијата околу исполнувањето на обврските на договорот од Пржино. Се надевам дека доаѓањето на хан ќе биде само потврда дека стоиме до она што е договорено. Договорот мора да се исполни. Ова го порача председателот Ѓорги Иванов при денешната посета на општина Кавадарци. Постигнатиот политички договор меѓу четирите најголеми партии мора да се исполни. Ова го порача председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при денешната посета на општина Кавадарци. Тој додаде дека со внимание ја следи актуелната ситуација околу исполнување на обврските и изрази оптимизам околу утрешното доаѓање на хан во земјава. Се надевам дека се ќе оди како што е предвидено и дека утрешната посета на хан е само потврда дека стоиме до она што е договорено, за да можат сите политички актери да бидат одговорни за сето она што го презеле и да го реализираат и да затоа што роковите течат и договорот мора да се исполни. Писмата испратени од четирите политички партии се предвидува да ги откочи преговорите околу препораките од договорот во Пржино. Тие дадоа предлог до Советот на јавни обвинители да закаже седница каде ќе се изгласаат и останатите кандидати од тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Истовремено тие побараа Уставниот суд да закаже седница со иницијатива да ја оцени уставноста на законот за специјално јавно обвинителство. Претходно договорите беа прекинети од страна на СДСМ откако јавното обвинителство
обвинителство избра само половина од 14 предложени кандидати од Јанева. Вчера премиерот Никола Груевски во изјава за Канал 5 рече дека ВМРО ДПМН во преговорите действува одговорно за непречено спроведување на обврските околу договорот од Пржино и се надева дека специјалното јавно обвинителство во најкусможен рок ќе започне со работа. Во согласност со имплементирањето на договорот, на 20 октомври треба да биде именуван нов министер за внатрешни работи, технички поставен по предлог на СДСМ во консултација со ВМРО и ДУИ. По предлог на опозицијата ќе биде назначен и нов министер за труд и социјална политика, а дополнително ќе бидат назначени и заменици министри на 5 ресорни министерства. Неопходно е да се посветиме на Македонија да ја чуваме и придонесуваме кон нејзината стабилност. Ова денеска го истакна председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, одговарајќи на новинарско прашање за безбедноста на државата. Бегалската криза е глобален проблем, а се работи на расчистување на кризната ситуација што се случуваше во Куманово, изјави Иванов. Македонија е безбедна исто колку што се безбедни сите држави кои не обкружуваат, потсети председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, одговарајќи на новинарско прашање за безбедносната состојба на државата, ако се земат предвид бегалската криза и случувањата во Куманово. Иванов потенцираше дека мигрантскиот бран луѓе во потрага по среќата е проблем што ја засега цела Европа. Треба да се излезе во пресрет на овие луѓе кои бараат за солниште, рече председателот. Тие луѓе бегаат затоа што немаат кај да се засвалат, немаат домови. Затоа и целиот континент, цела Европа е ангажирана, сите институции да се излезе во пресрет на тие луѓе, затоа што да појдеме од нас, нема во нашите семејства некој што не бил бегалец и не дошол од друг простор да живее на овој простор, и ако кон нашите предци така се однесуваме, зашто кон бегалците да го немаме истото чувство. Во однос на случувањата во Куманово, председателот Иванов нагласи дека обвинителите веќе го истражија случајот. Истиот во најскоро време ќе биде процесуиран во судот и ќе се знаат виновниците. Најважно е да се дознаат и мотивите, да се дознаат кој е оној што го посакал тоа да се случи на сите ние што живееме во Македонија. Но таков е светот, гледате секоја вечер што се случува во светот. Председателот порача дека е неопходно македонците да бидат посветени на својата држава, да ја чуваат и секој да придонесува кон нејзината стабилност. Владините оперативни планови се сигурна платформа за намалување на невработеноста на лицата од ранливи категории, кои земјите од регионот треба да ги копираат, вели Луиза Винтон од UNDP. До сега 36.000 лица дошле до работно место преку владините планови, а овој тренд се очекува да продолжи и со 8-миот владин оперативен план за кој се обезбедени 710 милиони денари. Владиниот оперативен план за намалување на невработеноста да го копираат и земјите од регионот. Ова е препорака на UNDP. Првиот човек на организацијата во Македонија вели дека владините мерки за намалување на невработеноста се сигурна платформа за создавање на работни места за лица од ранливи категории. За нас оваа програма е многу важна бидејќи се покажа како добра. На оваа програма ние гледаме како на успешна приказна која треба да се сподели со другите влади, со другите земји и тие да ја искористат во креирањето на сигурни работни места и намалување на невработеноста и во нивните земји. 36.000 лица во изминатите неколку години дошле до работно место благодарение на реализираните 7 владини оперативни планови. Процесот на намалување на невработеноста оваа влада планира да го продолжи со 28 мерки и обуки, кои што се дел од 8-миот оперативен план. За негова реализација во 2016 година обезбедени се 710 милиони денари. Очекувањата се дека до работно место ќе дојдат нови 8.000 лица. Особен фокус во реализацијата и на овој план е ставен на младите до 29 години, чие учество ќе биде околу 30% во сите мерки, а продолжуваме со тенденцијата во сите мерки да има рамноправна застапеност и на женскиот пол. Она што е исклучително значајно кога станува збор за создадените работни места, според оперативните планови е што високи 85% отпаѓаат на вработување во микро и мали компании.
Се сретнал ли лидерот на СДСМ Зоран Заев во Израел со заменик шефот на Мосад? Е прашањето кое се отвара по изјавата која израелскиот амбасадор Дан Оријан ја дал за Македонската информативна агенција. Во објавената статија стои дека Заев имал средби со председателот Реувен Ривлин и со министерот Силван Шалом. Што се однесува на изјавите за средбата на лидерот на СДСМ со заменик шефот на Мосад, амбасадорот Оријан одговорил дека колку што знае тој, таква средба не ни била планирана. За експертската јавност, она што Заев и го сторил на собствената држава е дипломатски скандал. За овој скандал вчера во вестите на Канал 5 говореше и премиерот Никола Груевски. Неговите гафови, неговите грешки, неговите лаги се брука за целата држава, за целиот народ. И за мене лично. Јас се чувствувам многу непријатно кога ќе ни се случи ваква ситуација да еден политичар кој што претендира за премиерска позиција да замине во странство и на ваков начин да ја избрука државата. Внимавајте, тој излезе од зградата на владата и пред самата зграда на владата зборуваше за медиумите невистини дека што разговарал со потпредседателот на владата и го доведе во ситуација за прв пат веројатно во историјата на Израел да демантира јавно дека разговарале такви разговори поврзани со безбедноста, поврзани со финансии или со било какви прашања од внатрешната политика на Република Македонија. Јас како премиер ќе морам во иднина да преземам чекори и на некој начин да се извинам на Израел. Но она што за мене е уште позагрижувачки е што ако господинот Заев си дозволува во една таква сериозна и значајна држава во светот да говори вакви лаги и вакви невистини, што ли да очекуваме ние во Македонија од него? И како опозиционер, и нели за она што претендира. Тој претендира да биде председател на влада. Значи, тој со овој потак покажува дека не е дозреан за градоначалник, а камоли за директор на некоја институција на државно ниво или уште помалку министер или уште помалку председател на влада. Значи тоа е загрижувачки за сите за граѓаните. Како ние утре секој граѓанин може да му верува на него за она што ќе го вети пред граѓаните, она што ќе го каже како став, она што ќе каже дека разговарал со некого некаде кога излегува од состаноци со врвни луѓе на една пријателска држава за Македонија, со која што со години градиме добри односи и ни има помагано во многу ситуации на различни начини. Кога во првиот наврат кога тој излегува вака во странство во една ваква сериозна држава, тој ја лаже собствената јавност. 43 парцели за изградба на туристичката населба на езерото Младост во Велес наскоро ќе бидат на продажба, најави градоначалникот Чадиев. Покрај овие продадени се веќе и други 4 парцели на кои ќе се изградат мотели, кои ќе придонесат за развој на туризмот. 43 парцели за изградба на типизирана туристичка населба во атарот на езерото Младост месецов ќе бидат понудени на инвеститори, најави градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Со завршувањето на водоснабдителниот и канализацијскиот систем, езерото Младост е подготвено за изградба на новата туристичка населба. Инфраструктурното уредување во моментов е насочено кон населеното место Новачани, каде што се работи на продолжување на цевководот. Истовремено го продолжуваме, сме во завршна фаза на документацијата за кракот за населеното место Отовица, кое што е елитна населба во непосредна близина на езерото Младост и исто така до новата населба, позади мотелите, што за неполн месец дена ќе бидат сите 43 парцели понудени на инвеститори кои што ќе бидат заинтересирани. Да нагласам дека владе е преголем интерес за тие плацови во овој момент. Со изградбата на туристичката населба се планира изградба на нова патна инфраструктура, преку која населбата ќе биде одвоена од локалниот пат. За развојот на туризмот на езерото Младост ќе придонесат и мотелите кои треба да се изградат на 4 парцели кои веќе се продадени. Крајниот рок за поднесување на документацијата за изградба на мотелите е за 9 месеци. На пунктот за помош на мигрантите во Табановце се поставија 2 нови објекти, а дополнително ќе се постават уште 4. Од денеска до 22 октомври се одржува манифестацијата Недела на археологијата. Следуваат вестите од Македонија.
Два нови објекти на пунктот за помош на мигрантите во Табановце деновиве поставија активисти на Црвениот крст. Дополнително ќе се постават уште нови 4. Ќе се обезбеди грејење во сите поставени објекти. Поставувањето се спроведува со помош на УНХЦР. Целта е да се олесни и подобри краткотрајниот престој на мигрантите на овој простор. Целосно се заврши и тампонирањето на просторот кој води до границата со Србија, а се постави и ограда од жици и метални столбови, која ги одвојува околните куќи на жителите од просторот каде се лоцирани пунктовите. Според информациите на Црвениот крст на Македонија, дневно на пунктот во Табановце пристигнуваат од 2000 до 3000 бегалци, каде добиваат помош од екипите на Црвениот крст и хуманитарните организации. Наскоро се очекува поставување на контејнер за компјутерска поддршка, проширување на објектите за храна, како и поставување на дополнителни тоалети. По повод првата годишнина од отворањето на новиот објект на Археолошкиот музеј на Македонија и 91 година од неговото постоење, од денеска до 22 октомври ќе се одржи манифестацијата Недела на археологијата, која официјално ќе биде отворена утре вечер со репрезентативна изложба 10 столбови на Археолошкиот музеј, чиј автор на идејниот концепт е Драги Митревски. На изложбата ќе бидат представени ексклузивните експонати како голема божица мајка од тумба маџари, монументалниот појас од марвинци, теракотните икони од Виница, теракотните култури од Стоби и други артефакти од праисторијата, антиката и средниот век, а дел од поставката ќе биде и значајна археолошка документација, дневници, технички цртежи и фотографии. А од вестите од светот, утре во Канада ќе се гласа на парламентарни избори, пети поред во последниве 11 години. Северна Кореја ги отворили новите преговори за својата нуклеарна програма. Отворено е првото онлайн училиште во Босна и Херцеговина. Петти парламентарни избори во Канада во последниве 11 години. Се очекува неизвестна изборна трка меѓу владеачките конзервативци и опозицијските либерали. Анкетите покажуваат дека и на овие избори децениската доминација на двете партии ќе ја стави во сенка социјалдемократската Нова демократска партија, која веќе е етаблирана како трета политичка сила во земјата, со шанса за освојување пристоен број пратенички места. Според проценките на аналитичарите, најголеми шанси за позицијата шеф на канадската влада имаат либералот Джастин Трудо и актуелниот вршител на премиерската функција конзервативецот Стивен Харпер. За 338 места во парламентот на предстојните избори се борат вкупно 1792 кандидати, предложени од 23 партии или групи граѓани. Северна Кореја ги отвори новите преговори за својата нуклеарна програма, одбивајќи ги разговорите за ова прашање со Јужна Кореја и САД и повика истовремено на мировен договор со својот јужен сосед. Севернокорејското министерство за надворешни работи соопшти дека какви било преговори за нуклеарната програма на земјата не можат да се најдат на преговарачка маса, додека договорот потпишан на крајот од конфликтот меѓу двете Кореи во 1953 година не биде заменет со целосен и соопфатен мировен договор. Американскиот председател Барак Обама претходно изјави дека Вашингтон е подготвен да соработува со Северна Кореја, но предупреди дека Пјонкјанг прво треба да се откаже од своето нуклеарно оружје. Покрената прва онлайн платформа за учење во Босна и Херцеговина, која нуди поедноставен и поефикасен начин за совладување на материјалот за основци од 5 до 9 оделение. Оваа платформа содржи лекции од 6 наставни предмети. Според основачите, истата ќе им овозможи на наставниците да ја следат работата на учениците и да имаат увид во статистиката на секој ученик во оделението. Училиштата ќе можат да комуницираат со родителите по однос на оценки и проблематиките поврзани со нивните деца. Родителите задоволни од можноста за поголема контрола во образовниот процес на своите деца. Сега децата ќе ги употребуваат компјутерите за корисни цели како онлайн надпревари, лекции и квизови. Предноста на овој систем во однос на традиционалната настава е тоа што лекциите се максимално илустрирани, што придонесува децата полесно и подобро да го совладаат материјалот преку конкретни
конкретни примери. Цените за пристап на платформата се символични, така што таа е достапна за сите оние кои сакаат да учат, велат основачите. Според плановите, идејата треба да се прошири и на регионалниот пазар. На фудбалски надпревар боречки вештини, фудбалерите на 11 октомври незадоволни од судењето на главниот судија физички го нападнаа. Тој пак покажа црвен картон на тројца фудбалери. Останатите вести од домашен спорт во продолжение. 0-0 на градски до самиот крај на првото полувреме. Од фудбалскиот надпревар борец 11 октомври. Судијата суди пенал, гостите не се согласуваат. Вербалната расправија која траеше повеќе од 1 минута резултираше со црвени картони за 3 гостински играчи. Тие пак заедно со своите соиграчи физички се обидоа да ја разјаснат ситуацијата, а главниот судија неколку пати беше удрен. Интервенираше и полицијата, па надпреварот беше прекинат. Домашните фудбалери во соблекувалните заминаа со нови 3 бода. Но ова го отвара прашањето до каде е спортската култура во нашата земја, а тоа го покажуваат инцидентите како овој, во кој одмаздата кон судијата е многу поважна од резултатот кој ќе го оствари тимот. Со оваа победа борец се наоѓа на 6-та позиција на табелата со 11 освоени бодови. Градскиот ракометен клуб Борец ја продолжи лошата серија резултати во Суперлигата. По одличниот старт на сезоната и двете победи, тие го забележа и четвртиот пораз во серија, овој пат на домашен терен од екипата на Охрид. Крајниот резултат на надпреварот беше 21:25. Охрид е исклучително јака екипа, да знаете. Значи не е Охрид екипа за подценување, тоа е аспирант за првите 2 места во сегашната лига. Дадовме отпор, меѓутоа немаме сила на крај и загубивме. Во гостинскиот тим најзаслужен за победата беше голманот Колев, кој надпреварот го заврши со 16 успешни интервенции. Јам игран овде во Борец, знаев дека ќе биде тежок надпревар. И така и беше. Значи момците се бореа до последен момент. Во следното коло од Суперлигата Борец го очекува уште еден тежок надпревар против екипата на Металург, кој засега е лидер на табелата со максимален учинок. Во втората пинг-понгарска лига на Македонија велешките клубови со половичен успех. Борец тим ја забележи втората победа во сезоната. Во наредниот надпревар од петото коло кој го одиграа по барање на противникот, домашните пинг-понгари го добија со вкупен резултат од 5:3. Со оваа победа Борец тим измина лидерската позиција на табелата. Од друга страна пак екипата на Патриот Галакси во дуелот против струмичкиот клуб Астриум беше убедливо поразен. Крајниот резултат на овој меч беше 5:0. Во пинг-понг шампионатот на Македонија следува двонеделна пауза поради Балканското првенство кое следниот викенд ќе се одржи во Штип. Во надпреварите кои беа одиграни како дел од второто коло во кошаркарското првенство на Македонија, единствено екипата на Работнички искористи предноста на домашниот терен. Тие во мечот против Бес славеа убедливо со 84:46. Струмица го победи Карпош Соколе со 79:55, додека Фени Индустри во дербито на колото го победи еден од кандидатите за највисок пласан и оваа сезона тимот на Кожув. Крајниот резултат на овој надпревар беше 61:46. Последниот надпревар од второто коло во кошаркарската лига ќе биде одиграно во среда, а во него ќе играат Куманово и Мазата Скопје. Во Нион се одржа ждрепката за плейоф надпреварите, од кој ќе ги добиеме последните патници за Европското првенство следната година во Франција. Марке стигна до победата во последниот круг. Вестите од меѓународен спорт во продолжение.
Со ждребот кој беше одржан во Нион, Европската куќа на фудбалот ги одреди паровите за плејоф надпреварите кои обезбедуваат пласман на Европското првенство следната година во Франција. Победниците од овие 4 дуела ќе бидат и последни учесници на Еврошампионатот, а во нив ќе играат Шведска, Данска, Украина, Словенија, Босна и Херцеговина, Република Ирска и Норвешка, Унгарија. Првите надпревари ќе бидат одиграни на 13 ноември, а реваншите неколку дена подоцна. Лидерот на табелата во англиската премиер лига Манчестер Сити славеше убедлива победа од 5:1 на домашен терен против Бормут. Манчестер Юнайтед конечно го победи Евертон на Гудисон парк со 3:0, откако на 3 надпревари не успеваше да постигне ниту погодок. Челси триумфираше против Астон Вила со 2:0, а Арсенал против Вотфор со 3:0. Во германскиот шампионат екипата на Бајерн ја продолжи победничката низа во новата сезона. На последниот надпревар тие минимално со 1:0 го победија тимот на Вердер. Оваа победа за нив беше 9-та во исто толку надпревари сезонава и поставија рекорд за најмногу победи од почетокот на сезоната. Во италијанското првенство пак беа одиграни само 2 надпревари. Рома на домашен терен славеше со 3:1 против Емполи, додека Милан повторно не успеа да победи. Во мечот со Торино тие ги поделија бодовите. Реал Мадрид и Барселона забележаа нови победи во Шпанија против Леванте, односно Рајо Вајакано. Реал е лидер во првенството поради подобрата гол разлика од каталонците. Македонскиот репрезентативец Агим Ибраими постигна неверојатен погодот од 30 метри за својот тим во 14-то коло од фудбалското првенство на Словенија. Во надпреварот против Цеја Ибраими го постигна првиот погодот, а Марибор победи со 3:1. Тимот на Марибор со оваа победа се искачи на 4-та позиција на табелата со 25 бода, 3 помалку од првопласираниот Олимпија. Марк Маркес е победник на трката во Австралија во рамките од MotoGP шампионатот, откако шпанецот во драматичниот последен круг успеа да го мине својот сонародник Хорхе Лоренцо. Маркес ја имаше пол позицијата, но Лоренцо беше мотоциклистот што доминираше на оваа трка. Лоренцо на крајот мораше да се задоволи само со второто место, а Јаноне беше третопласиран, додека Валентино Роси трката ја заврши на 4-та позиција. Сепак Роси се уште е лидер во генералниот пласман со 296 бода пред Лоренцо со 285 и Маркес со 222. До крајот на MotoGP шампионатот преостануваат уште 2 трки во Малезија и во Валенсија. Времето денеска беше претежно сончево со умерена облачност. Максималната дневна температура се движеше од 18 до 23 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани, имајте пријатна вечер со програмата на К1.